Луѓе кои ги споделија најстрашните средби со надприродното. Збирка од најстрашните вистински приказни кои ќе ви предизвикаат морници. Не заборавајте колку повеќе зјапате во темнината, толку подобро ќе видите нешто како ве гледа. Под 1. Девојка на прозорецот. Мојата 4-годишна ќерка спиеше кога слушнав бучава од нејзината спална соба на катот. Се обидов да слушнам, но не можев да сватам што зборува. Придов до собата, а таа престана да зборува. Мислејќи дека ја вознемирив, влегов во собата. По тоа време таа го споделуваше креветот со нејзината 3-годишна сестра. Влегов и ги видов 4-годишното дете како седи на креветот, се насмевна и реков дали е се во ред. Таа рече дека е добро, но нејзината сестра рече дека ја оддржуваат. Прашав кој? Моето 4-годишно дете рече извини ме додека зборувам. Кога ја прашав со кого зборува, моето 3-годишно дете седна и ми рече девојчето од прозорецот, рече дека доаѓаш. Прашав која е девојката и двете ми рекоа дека доаѓа девојката, навечер стои пред прозорецот и разговара со нив. Не знаејќи што да кажам, реков во ред. Следниот ден прашав за девојката, рекоа дека се вратила, но била лута. Почекав неколку дена и пак прашав. Моето 4-годишно дете рече дека девојчето од прозорецот се уште е луто. Заборавив на тоа околу една недела. Кога жена ми рече со кого разговараат со девојките, јас истрчав горе и двете девојки седеа под прозорецот и гледаа нагоре. Тие се свртеа и ме погледнаа и ме прашаа дали сакам да ја запознам девојката. Кога се свртеа према неа, беа разочарани и рекоа дека девојката се заминала. Од тогаш поминаа околу 5 години и од тогаш не сум слушнал за девојката на прозорецот. Под 2. Скали на подрумот. Јас сум најстар од 6 деца. Моите две помали сестри и еден од моите помали браќа сакаат да си ги туркаат душеците на подот долу за време на викендите и да гледаат филмови. Мојот најмал брат се уште спиеше во креветчето горе, бидејќи беше мал, за да се шета низ куќата навечер, бидејќи имавме два пара скали што водеа до подрумот и тој лесно можеше да падне. Една вечер, дека моите сестри и браќа сакаат да заспиат гледајќи филм, мојот најмал брат се појави од дното на скалите. Тоа ги се препасти и ги збуни, бидејќи требаше да биде во неговата спална соба. Го прашаа што прави тој. Тој се насмевна, а потоа се сврте и истрча задагово до скалите. Мојата сестра го следеше, но кога стигна до дното на скалите, тој не беше таму. Не беше можно, детето мораше да се качува по скалите на сите 4 и му требаа неколку минути да ги искачи. Збунета сестра ми истрча горе и ги праша моите родители што прави мојот помал брат долу. Го проверија, а тој спиеше во кревет. Сите 3 мои браќа и сестри плачеа хистерично таа вечер, бидејќи знаеа што видоа и немаше смисла. Тие и денес се колнат во тоа. По 3. Ледено студени прсти. Бев кај баба ми и преноќив, беше лето, веројатно средината на јули, а надвор се креваше бура. Леже во кревет само што го изгасив телевизорот додека се обидував да заспиам. Кога наеднаш телевизорот се запали и почувствував дека некој ме гледа. Лежев таму, непријатно чувство стануваше посилно. Собата почна да се лади, се обидував да се фокусирам на телевизорот. Гледав нешто на мрежата за цртани филмови, така што дефинитивно не придонесуваше за мрничева атмосфера што се разви во собата. Потоа почувствував нешто долу покрај мојата нога. Креветот благо се притисна и постелнината пропаѓаше. Тогаш нешто ледено, ладно ме зграбчи за глуждот. Веднаш скокнав од креветот и го запали светлото. Немаше ништо таму, но се уште ги чувствував студените прсти околу мојот зглоб. Под 4. Врзани во јазли. Кога имав 11 години, една ноќ се разбудив и видов маж како стои во мојата соба и ги отвара и затвара моите фиоки во комодот. Беше висок, блед и сјаен, но изгледаше телесно, не прозирно, ниту духовно, ниту нешто друго. Воопшто не можев да се движам од страф, но веднаш се сетив.
Ги затворив очите, колку што можев поцврсто, но кога ги отворив, тој се уште беше таму. Отвараше и затвараше фиоки. Долго време ги држев очите затворени и конечно по неколку часови тој го снема. Следното утро, многу од моите кошули и панталони беа врзани во јазда. Дојдов до заклучок дека сонував многу жив сон, а можеби сестра ми се пошегувала со мене со врзување на мојата облека во јазли. Флеш пред 15 години. Одамна бевме иселени од куќата и оттогаш никој не живееше таму. Застанав еден ден со мајка ми и двете тетки, кои живееа во истата куќа кога беа деца. Кога влеговме во мојата спална соба, мајка ми и мојата постара тетка почнаа да ја задеваат мојата помлада тетка за сребрениот човек што го видела еднаш. Мојата вилица почна да се тресе од страв. Одма се сетив на моето неубаво искуство. Под 5. Магична продавница. Имав 19 години и престојував во продавницата на моето семејство. Видете, моето семејство поседува продавница за магии и тие живееа над продавницата. Сега ова не беше обична зграда, таа беше всушност 200 години стара дрвена куќа, но убава. И е во вдлабнината на планините. Моите родители често одеа на одмор во јануари и ме оставаа сама да се грижам за продавницата. И обично цела недела само спие во гостинската соба. Се сеќавам сепак оваа куќа секогаш ми даваше морници. Секогаш ги држев, а светлата запалени во куќата и секогаш се чувствував како да не сум сама. Мразев да бидам таму ноќе, но сепак останав. Не знаев дека нешто е чудно, но знаев дека е нешто чудно со оваа куќа. Едноставно се чувствував погрешно, речиси како да можев да видам нешто како гледа во мене од темни простории. Понекогаш слушав работи, чудни крцкања или звук и движење на вратите. Меѓутоа една ноќ легнав да спиам како и обично, ја заклучив вратата од мојата соба по навик и околу 2 часот наутро ме разбуди она што може да се опише како само фрижидер кој се фрла по скалите. Седнав на креветот, спремав вратата од мојата соба и некој почна постојано да удира како со тупаници. Одново и одново посегнав по нож во близината на креветот и застанав на другата страна од собата, подготвена да го нападнам секој што ќе влезе во собата. Беше толку силно и одеднаш престана. Нема веќе одирање, нема движење, нема ништо. Стоев вкочанета на подот неколку минути пред да тргнам кон вратата и бутнав една полица за книги пред неа. Седнав на столот од противната страна од собата и ја гледав вратата веројатно уште еден час пред да заспиам на тој стол, со ножот уште во раката. Следното утро ја проверив куќата, вратите се уште беа заклучени, без знаци на некој дека отклучувал или отварал прозорци или алармниот систем. Се уште беа вклучени. Немаше никој во куќата таа вечер освен мене. Се уште ме плаши кога ќе помислам на тоа. Под 6. Новата куќа. Кога бев дете, моето семејство се пресели во голема стара двокатна куќа со големи празни соби и крцкави подни даски. Па често бев сам кога се враќав од училиште. Еднаш рано навечер кога дојдов дома, куќата уште беше темна. Викнав мамо и го слушнав нејзиниот глас како пее, како вели да одгоре. Повторно и се јавив дека се качував по скалите за да видам во која соба е. И повторно го добив истото одговори. Од тоа време украсувавме, а јас не го знаев патот низ лабиринтот од собите. Но таа беше веднаш низ ходникот. Се чувствував непријатно, но сватив дека тоа е сосема природно, па пообрзав да ја видам мајка ми, знаејќи дека незиното присуство ќе ги смири моите стравови, како што секогаш го прави присуството на мајката. Само што посегнав по рачката од вратата за да влезам во собата, слушнав како се отвара влезната врата и долу мајка ми вика сладко, дома ли си? Со весел глас скокнав назад и се изненадив, истрчав по скалите према неа, но додека погледнав назад од врвот на скалите, вратата од собата полека се отвори. И
имаше една пукнатина, за кратко видов нешто чудно и страшно, нешто таму и не знаев што е тоа, но зјапаше во мене. Седом дедо Реј, кога куќата која живеевме денес беше на продажба, отидовме на обиколка, таму беше 80 годишната дама која живееше таму во тоа време. Таа остана во голната спална соба на креветот и читаше книга додека ние гледавме наоколу. Откако заминавме јас и жена ми, мислевме дека е чудно што таа седеше во таа соба, а не во главната спална соба, што креветот на мајсторот не изгледаше како да бил спиен некое време и дека главната бања очигледно не било користена долго време. Откако ја купивме куќата, соседот ни кажа дека старата дама повеќе не сака да поминува време во главниот апартман, бидејќи таму починал нејзиниот сопруг Реј. Мојата сопруга е на работа тој ден, така што сме само јас, нашето 3-годишно дете и нашето бебе дома. Откако го ставив бебето да дремне, замолив 3-годишното дете да се дружи во спалната додека јас брзо се туширам. Тој добил едно од овие играчки неколку дена претходно, но имал многу проблеми да ја открие. Како да ја склопи? Отидов под туш и го оставив на креветот со таа играчка и уште неколку други. Кога бев под туш, мислев дека го слушнав како зборува со некого. Можеби жена ми се вратила дома рано, но кога излегов бевме само јас и тој. Сепак, сега тој седна на креветот и вешто работеше со играчката. Му реков на моето дете дека сум среќен што го сватил тоа, а тој ми одговори: "Ох, лесно е сега кога дедо Реј ми покаже како функционира." Под 8. Сладка стара дама. Бев многу возбуден што го добив мојот прв стан. Тоа беше во една стара антибелумска куќа која беше поделена на 4 дела. Многу кул место за живење. Меѓутоа, секој пат кога се туширав, осеќав како некој да ме гледа. Потоа почнаа сониште, постојано сонував за оваа стара дама во розова ноќница, понекогаш изгледаше само изнемоштено и мило и ми рече дека треба да одам со неа. Та никогаш не кажа каде ќе одиме. Понекогаш изгледаше, понекогаш соништата беа толку застрашувачки што од старицата имав ноќни мори. Очните дупки беа празни, низината коса беше мрсна, жилава и опаѓаше. Низината уста беше искривена во измачен крик и таа избезумено го вдишуваше воздухот, обидувајќи се да ме зграпчи. Колку подолго живеев таму, толку соништата беа позаканувачки. Исто така чувствував и нелагодност и чувствував дека некој ве посматра цело време под туш е драстично ми се зголемија чувствата. До моментот кога се иселив, не можев да ги затворам очите под туш. Звучи глупово, но имав огромно чувство дека ќе умрам или ќе изгубам душата или нешто ќе ми се случи ако ги затворам очите предолго. Откако се иселив, разговарав со сите овие чудни чувства со еден мој пријател, кој неодамна се всели во куќата спротив стариот стан. Се обидував да се насмеам. Тој рече дека уште еден негов пријател живеел во станот над мојот пред неколку години. Една стара дама починала во она што беше мој стан. Никој друг не сакаше да живее во тој дел повеќе од неколку месеци. Одеднаш зградата неодамна изгоре. Пожарот започна во мојот стар стан, се уште не знаат што настанал пожар. 9. Соништа. Пред околу 5 години, кога се уште бев со мојата поранешна, во тоа време имаше една ноќ што ја помина кај мене. Таа секогаш ми велеше дека се чувствува како да има некој во мојата соба, но очигледно бевме само ние двајца. Таа рече дека една ноќ сум ја разбудил од разговор во спиење и ми звучеше како да разговарам со некого. Ме праша со кого зборуваш и очигледно ја одговорив. Таа личност таму, не ја гледаш? Ја запрашав. Таа ме разбуди и веднаш и малку се сеќам дека разговарав со некого во тој момент. 10. Парализа при спиење. Живеам во Чарлстон, така што куќата што ја изнајмив минатата година е изградена во средината на
1800-тите години. Работите често пати би паѓале од шалтерите, цело време слушавме звуци и удари. Кога одевме да видиме, работите беа скршени на подот, иако никој друг не беше дома. Најчудната појава од сево ова се случи кога јас и мојот цимер слушнавме бучава од кујната. Кога влеговме таму, една слика беше на средината на подот, околу 7 метри подалеку од местото каде што висеше и водата течеше. Една ноќ лежев во креветот за да заспиам и добив чувство дека некој друг е во собата. Стомакот ми падна и косата ми се крена. Бев крајно вознемирен и одеднаш моето тело се почувствува како електрична струја да минува низ него. И слушнав изразите човечки глас веднаш до моето уво. Тоа беше машки глас кој зборуваше. Бев парализиран од страв и завршив да спиам на каучо таа вечер. За жал, ова почна да се случува почесто, прилика еднаш месечно, токму додека заспивав, додека чувствував дека нешто не е во ред и слушав гласови. Еднаш слушнав како една жена се смее, друг пат слушнав како некој вели моето име е Еван. Најчесто тоа беше само глупост. Во 2 наврати почувствував како моето тело се движи додека всушност не се движи. Еден пат моето тело се чувствуваше како да левитира, а друг пат се чувствува како да се влече по подот. Додека исто така можев да го почувствувам моето тело како ми го оставува креветот. Беше многу чудно. Престанав да им кажувам на луѓето по првиот пат, бидејќи мислев дека ќе мислат дека сум луд или ментално болен. Искрено мислев дека сум или шизофреничен или обседнат. Бев многу исплашен, дури и да одам по кревет. Тогаш дознав што е парализа при спиење и сите симптоми одговараа. Чувство на електрична струја што ми поминува низ телото, халуцинации и привремена парализа. Беа толку олеснет што бев на медицинско објаснување. Сепак, никогаш не сум го доживал тоа пред да се преселам во таа куќа. И од тогаш се преселив, меѓутоа никогаш не сум го доживел тоа пред да се преселам во таа куќа и од кога се иселив во таа куќа. Не сум го доживел тоа повторно. Јас сум многу логичен човек и среќен сум што ја прифаќам парализата при спиење како одговор на дел од мене. Се чувствува како да е нешто повеќе. Под 11. Венчалниот прстен. Мојата маќа почина пред околу 4 години. Татко ми го прими тоа навистина тешко. Тој никогаш не бил особено религиозен и никогаш не сум бил сигурен за неговиот став за задгробен живот или нешто поврзано со него. Откако таа умре, тој цело време барал знаци. Тој само сакаше како и луѓето да знаат дека таа се уште постои некаде. Тој имаше златен ланец и ја стави бурмата на златниот ланец за да може да ја држи кај себе, но тој постојано го губеше и му испаѓаше ланецот. Еднаш го загуби на бейсбол игралиште. Целото мое пошироко семејство мораше да го пребара целото игралиште за да го најде златниот ланец. Тој на крајот мораше да добие златен синџир што немаше затварач. Тој легна една вечер и јас се разбудив од него, викајќи да дојдем во неговата соба. Втрчав и тој покажува на перницата до неговата. На неа беше прстенот. Тој рече дека се разбудил, дека прстенот бил таму. Синџирот се уште му беше на околу вратот. Здрав. Немам појма како тоа би можело да биде возможно, без никаков вид на паранормално заебавање и благодарен сум на маќејата што му даде мир на татко ми. Тој инцидент навистина му помогна. Под 12. Човек во маска. Моето семејство и јас живееме во една стара полувикторијанска куќа и секогаш се плашев од многуте темни агли на куќата ноќе. Еднаш, доцна навечер во средно училиште, откако моите родители се разделија, помислив дека чувствувам провев, како некој да отвори врата. Во тоа време во куќата живеевме само мајка ми, помладиот брат и јас, но тие моментално беа на кампување. Така собрав храброст и тивко слегов по скалите. Беше многу темно, но беше полна месечина, па можев да видам доволно за да шетам наоколу. Се
чувствував многу нервозен гледајќи наоколу бледа осветлена месечина мебел кој се чинеше дека се движи со секој чекор. Мислев дека слушнав како крцкаат скали од подрумот. Храбро се прикрадов до вратата од подрумот, додека грлото ми се обидуваше да го проголта моето адамово јаболко. Почнав да ја отварам вратата, кога вратата почна да се отвора и да се движи побрзо отколку јас, на месечевата светлина, неколку сантиметри од моето лице се појави искривено лице. Едвај врескав додека ми се грапчија белите дробови, додека се сопнев наназад и ја удрив главата на подот. Се разбудив следниот ден во итна медицинска помош со благ потрес на мозокот. Очигледно татко ми се прикраде во куќата додека мајка ми беше отсутна за да земе неколку работи што му останаа, како револверот на Дуна ми, кој не работеше. Делот што ме вовлекува беше тоа што никогаш немавме маски за ноќта на вештерките и дека татко ми никогаш не беше тип што може да прави шеги од кој било тип. Кога разговарав со него за тоа, тој рече дека никогаш не влегол во подрумот и дека ме нашол на подот и крвав како заклана свиња на подот. Тој спомна дека му е многу мило што дошол кога сум бил во голема неволја. 13. Тежок здив. Едно време спиев долу кој баба ми и дедо ми. Тие имаа прилично стара голема куќа во земјата. Само што лежев мирно и читав и потоа почнав да слушам нешто што звучи како навистина бавни чекори. Бавни како еден чекор во неколку секунди. На крајот звучи како да има некој што дише во кујната. Јас бев во дневната соба која беше споена со кујната. Прилично ме воодушевува целата работа. Така бев позитивна дека слушнав како некој дише во кујната. Потоа повторно почувствував стапки. Се разбира јас како малата кучка што сум, бев свртена кон задниот дел на каучот, за да не можам да го видам мојот убиец. Со моето ќебе, речи си до очите, по неколку минути или така, нешто се заколнав дека слушнав дишење директно до мојата глава. Сепак не се движев, само ги затворив очите и се надевав дека нема да се измочам од страв. Следното утро ги прашав татко ми и брат ми дали се шетаа минатата ноќ низ куќата. Двајцата рекоа дека не шетале низ куќата. Малку чудно. 14. Вратата од спалната соба. Една ноќ спиев во мојата соба, кога моето куќе почна избезумено да ржи. Ги отворив очите да видам што е работата. Тоа никогаш не прави врева навечер и видов како вратата од мојата спална соба полека се отвара. Штом се отвори доволно за светлина од ходникот да се излее низ пукнатината, моето куќе почна да лае и вратата силно се затвори. Мајка ми дотрча во мојата соба да види што е работата и ги кажав што се случило со мојата врата. Таа изгледаше апсолутно ужасно и ја пребара целата куќа, сите плакари, тушеви и така натаму, за да се увери дека никој нема во нашиот дом. Никогаш не најдовме никого и бевме само јас, мајка ми и моето куќе дома таа вечер. Некако морничо. Од 15. Питбул. Беше 2010 година, неколку недели пред Божик. Мојот син имаше само 2 години, а се разбуди ноќта. Го однесов во бањата и го седнав на тоалетот. Јас и мојот сопруг седнавме на работа кај свртени кон нашиот син. Одеднаш покажа зад нас во тушот и извика: крваво убиство. Во истиот момент многу јасно слушнавме како тежок човек трча по скалите, кои беа само неколку метри оддалечени од вратата на бањата. Потоа слушнавме силен удар на влезната врата, тоа траеше барем неколку минути, иако се чувствуваше како за секогаш. Ми требаше доволно долго за да се вразумам некако. Се уште бевме во шок и мислев дека некој се обидува да упадне во мојот дом. Звучеше како повеќе крупни мажи и се обидуваат да ми срушат вратата. Сакав да повикам полиција, кога сватив дека мојот телефон е долу и сигурно нема да одам да го земам, ударот престана и потоа слушнавме нешто само. Ни го распарчи првиот кат од куќата, беше избезумено. Беше како тасманскиот ѓавол да се врати околу нашата дневна соба и соседните соби, кинејќи и кршејќи се.
Откако тоа конечно престана и се е тивко, мојот сопруг го викна нашето куче, кој беше долу, питбул, со средна големина кој не беше скитлив и беше толку верен што секогаш доаѓаше кога ќе го повикаат. Во овој момент се уште сме на врвот на скалите, но само неколку метри од нашиот син, кој се уште беше во тоалетот, а скалите се стрмни, па не можевме да видиме долу. Слушнаме како низините нокти кликнуваат на тврдото дрво и гребат, како да не може да ја фати ногата или нешто слично. Тој не доаѓа, повторно и се јавува сопругот и на крајот тој доаѓа, питбулот, кај нас, јасно потресен. На крајот стануваме храбри и се спуштаме долу за да видиме што може да има смисла, што може да се има случувано. Мораше некако да се објасни, нели долу нашата куќа е растурена. Новогодишната елка беше соборена, гранките откинати и од дното на скалите до врвот на скалите што водат до подрумот е ред на кучешко моча и сега ова куче немало незгоди во куќата, ниту пак отишло во подрум. Единственото нешто што може да заклучиме беше дека тоа се обиде да се качи на катот првиот пат кога ја повика мојот сопруг и беше држана, предизвикувајќи звук на гребење и низиниот обид да се привлече до дрвениот под и или влечена кон подрумот, при што ја натерало да моча од чисти страв. Сите спиевме заедно таа ноќ, а јас ја и чистив куќата следниот ден. Никогаш повеќе немавме проблеми таму, но потоа најдов нешто чудно во подрумот. Она што изгледаше како сушена слама или нешто слично, плетенка врзана со црвена лента и закачена над зидот. Никогаш не дознав за што служи. Најстрашно срање во мојот живот било тоа. 16 мали бели чевли. Татко ми ја реновираше кујната во својата куќа пред да се исели. Станавме нови кабинети кога ги извадивме старите кабинети. Стари над 60 години. Зад кабинетот, внатре во зидот, ги најдовме пар бели детски чевли од старо време. Што направивме ние? Ги фрлевме тие чевли право во ѓубрето. Предпоставувам дека ова го налути бебето дух или што и да е. Причината од тогаш почна. Слушавме тропање на деца и како трчаат низ куќата во доцните часови од ноќта. И повремено креветчето од моите сестри се преместуваше од собата на татко ми во ходникот. Се иселивме пред неколку години и не се вративме повеќе. Од 17. Одење во сон. Пред околу 10 години, имав 8 години, го посетував татко ми во неговата куќа. Мојата маќа беше во кујната, а јас во семејната соба. Двајцата го видовме татко ми облечен во црвена фланелна кошула и сини фарманки, како оди за даголот од дневната соба и почна да оди по скалите. Го следев и го повикав неговото име додека се качуваше по скалите. Се сврте назад и ме погледна, се качи на врвот на скалите и отиде за даголот. Повторно го повикав неговото име, а потоа од дневната соба татко ми ја крена главата над каучот и праша што сакам. Цело време спиеше на каучот, но и мојата маќа и јас јасно го видовме како ја носи облеката што ја имаше цел ден. Одеше од дневната соба по скалите. Тоа беше најчудното нешто што сум го видел. И мојата маќа и јас се уште се сеќаваме на тоа и зборуваме за тоа до ден денес. Под 18 мазниот црн камен. Моето семејство и јас одевме на кампување кога бев помлад. Кампувањето се состоеше од изнајмување кабина во шумата и поминување малку време во дивината. Така ние постојано изнајмувавме оваа кабина во Пенсилванија, каде што поминувавме долги викенди кога сите со семејствата имаа слободно време. Ние, двајцата браќа и јас, секој од 9 до 12 години секогаш бегавме во шумата и игравме додека моите родители правеа било што. Кабината беше на планина. Ако тргнете по земјен пат покри кабината, шумата ќе се отвори, а на врвот имаше големо поле. Теренот беше со големина на фудбалско игралиште. Во близината на работ на полето на далечната страна имаше гробиште. Гробниот двор беше прилично мал, околу 20 гробови, обкружен со ограда од ковано железо. Оградата беше висока,
со готски шилци на врвот. Оградата имаше капи, ама беше заклучена со дебел рѓот со синџир и катанец. Како деца можевме да се спромнеме низ портите и доволно за да влеземе. Беа малите гробни камења беа многу стари и строшени. Се сеќавам дека видов еден од 1890 година. На врвот на еден од гробовите, само потпре на него, имаше еден мазен црн камен. Изгледаше како оникс или нешто слично, малку помало од топче за голф, но не совршено тркалезно. Мојот постар брат го зеде во джеб, малку се избркавме и заминавме назад во кабината, која имаше една спална соба каде што престојуваа моите родители и голема дневна со кујна каде што останавме ние. Се дружевме додека моите родители спиеа во крајот. Веројатно беше околу 11:30 часот навечер, кога силно нешто почна да треска и треска на влезната врата, која е точно во дневната соба. Јас и моите браќа бевме преплашени. Разбирливо, премногу се плашевме да ја отвориме вратата. Треска и повторно треска, уповно треска, повторно вратата се затресе неколку моменти подоцна. Звучеше како некој да се обидува да ја скрши. Татко ми излезе од спалната соба, спрашувајќи што се случува. Тој знаеше по изгледот на нашите лица дека немаме поим. Ја грабна секирата за сечење дрва што ја имавме. Отиде до вратата и самиот изгледаше уплашено. Ја отвори вратата и немаше друго освен ноќта. Никој не повидок, освен откако не прогонуваа за информации, ние немавме поима. Се вртевме во круг и се вративме во кревет. Мислам дека никој не спиеше. Многу, ако воопшто спиеше таа вечер. Следниот ден се вративме во шумата и повторно се најдовме на старите гробишта. Мазниот црн камен што го зеде брат ми беше на врвот на истиот гроб.